Драги ученици, добре дојдовте во Е-училница. Јас сум наставничка Александра Блажевска и ќе бидам вашата онлайн наставничка во оваа видеолекција. Оваа видеолекција се однесува на наставниот предмет хемија за 8 одделение и бидејќи вие како 8 одделенци за прв пат се сретнувате со овој наставен предмет, за почеток да видиме што проучува хемијата, таа исто како физиката, математиката е природна наука и се занимава со проучување на својствата на материјата, како и нивното взаемно дејство. Впрочем, таа е дел од секојдневниот живот на човекот и буквално и да нема област каде не е вклучена, тргнувајќи од прехранбената индустрија, козметичката индустрија, нафтената индустрија, автомобилската индустрија и така натаму и така натаму. Но за почеток во 8 одделение да видиме кои теми ќе ги изучувате оваа учебна година. Тука е темата за агрегатните состојби на материјата, метали и неметали, прости супстанци, соединенија и смеси, хемиски реакции и вовед во хемијата на јаглеродни соединенија. Дел од содржините кои ќе ги изучувате се повторување и проширување на знаењата од претходните одделенија од часовите по природни науки. Па да започнеме со првата тема, тоа е агрегатни состојби на материјата и првиот час е за својствата на агрегатните состојби на материјата, нешто што веќе сте го изучувале, а на овој час само ќе ги прошириме вашите знаења со определени цели. Оваа наставна содржина се наоѓа на страна 6 и 7 во учебникот по хемија и за овој онлайн час или оваа видеолекција ќе ви биде потребен учебник по хемија, тетрадка и прибор за пишување. Мој совет е внимателно да ги следите видеолекциите, да ги запишувате важните работи и да одговарате на поставените прашања. Па да започнеме. Што ќе научиш во оваа видеолекција или што ќе повториш, би рекла, во оваа видеолекција? Значи, ќе научиш да ги опишуваш агрегатните состојби, да ги објаснуваш својствата на агрегатните состојби користејќи корпускуларната теорија и да ги набројуваш промените на агрегатните состојби. Според поставените цели можеш да заклучиш дека голем дел од работите ти се познати и лесно ќе ја совладаш оваа видеолекција. За почеток, агрегатни состојби на материјата, веќе знаеш дека материјата се наоѓа во 3 агрегатни состојби, тоа е цврста, течна и гасовита. Честа грешка што се прави во секојдневниот живот и учениците ја прават, наместо цврста агрегатна состојба, знаат да кажат тврда агрегатна состојба. Правилниот назив за овие агрегатни состојби е цврста, а не тврда, бидејќи поимот тврда се однесува на својства на супстанците, а не на агрегатни состојби. Значи, во иднина, за цврста агрегатна состојба користи го поимот цврста, а не тврда. Уште нешто знаеш од претходните одделенија, тоа се својствата на агрегатните состојби кои се однесуваат на обликот, односно формата, волуменот или зафатнината и можноста за компримирање. Па накратко ќе се потсетиме на овие својства. Цврстата агрегатна состојба има постојан облик, течноста има непостојан или викаме облик на садот во кој се наоѓа, гасовитата има исто така непостојан облик или викаме воопшто дека нема облик. По однос на волуменот и зафатнината, цврстата агрегатна состојба има определен волумен, исто така и течната, додека гасовитата нема определен волумен затоа што го зафаќа целиот простор кој е на располагање. По однос на можноста на компримирање, а поимот компримирање најпросто објаснато значи нешто да може да се стисне, да му се намали волуменот, за цврстата агрегатна состојба велиме дека не се компримира, течната агрегатна состојба многу тешко се компримира, додека пак гасовитата агрегатна состојба лесно се компримира. За да подетално ги разбереме својствата на агрегатните состојби, ќе користиме корпускуларната теорија или теорија на честичките, според која агрегатните состојби се изградени од мали честички кои посебно се однесуваат во различните агрегатни состојби. Па да видиме. Во цврстата агрегатна состојба како се подредени честичките. На овој приказ се покажани
е покажана вода во цврста агрегатна состојба или мраз и овде е покажан микроскопски изглед на частичките, односно во овој случај тоа се молекулите на вода. Она што може да забележиме и од оваа слика и од овој приказ тука, дека частичките се збиени едни до други, не ја променуваат местоположбата, туку само вибрираат во место. За течната агрегатна состојба имаме приказ на вода во течна агрегатна состојба и микроскопски приказ на градбените честички, односно молекулите на водата. За разлика од претходната, може да забележиме дека частичките не се збиени како во цврстата агрегатна состојба, се блиску едни до други и можат да се движат така што преминуваат едни преку други. И гасовитата агрегатна состојба, споредено со претходните две агрегатни состојби, може да забележиме дека частичките се најдалеку една од друга, односно воопшто не се допираат. На приказот е водна пара, а ова е микроскопски приказ на частичките во водната пара, односно во гасовита агрегатна состојба. Тие се оддалечени едни од други, има многу простор помеѓу нив и се движат брзо и хаотично, како што може да се види во оваа слика тука. Користејќи корпускуларната теорија, сега може да дадеме малку подетални објаснувања за својствата на агрегатните состојби, односно за нивното однесување. Прво да се обидеме во една табела да ги одговориме прашањата кои се однесуваат на градбата на агрегатната состојба, користејќи корпускуларната теорија. Па на прашањето каква е меѓусебната положба на частичките, гледајќи ги самите прикази, лесно може да ги дадеме одговорите. Цврстата се збиени едни до други, течностите се блиску едни до други, додека гасовитите не се допираат, има простор помеѓу нив. Однос на прашањето дали се движат, во цврстата агрегатна состојба частичките не се движат, само вибрираат во место, во течностите се движат, преминуваат едни преку други, додека пак во гасовитата агрегатна состојба се движат многу брзо и гасовите. И по однос на тоа дали може да тече, цврстата агрегатна состојба не тече, за течностите и гасовите велиме дека течат. И уште нешто знаеш од претходните одделенија, од часовите по природни науки, тоа се процесите на промени на агрегатните состојби од едни во други. При тоа, при промените на агрегатните состојби, не се променуваат својствата на супстанците, туку само се променува однесувањето на частичките. Па така, кога цврстата агрегатна состојба ја загреваме, таа преминува во течно и тој процес се вика топење. Кога течностите ги загреваме, тие испаруваат, тоа се вика испарување и преминуваат во гасовита агрегатна состојба. Во обратна насока, кога гасовитата односно супстанциите или материјата во гасовита агрегатна состојба ја ладиме, таа преминува во течност, процесот се вика кондензација и кога течната агрегатна состојба ја ладиме, таа преминува од цврста агрегатна состојба или викаме кристализација. Па да видиме сега што научивме од оваа лекција, односно да провериме колку научите во оваа лекција. За таа цел ќе треба да одговорите на две прашања. Зошто течностите течат, додека цврстите супстанци не течат? И што се случува со частичките кога цврстата супстанца ја загреваме додека се стопи? Објасни со помош на корпускуларната теорија. Паузирај го видеото за да размислиш и продолжи кога си подготвен. Па да ги провериме твоите одговори. Да видиме дали твоите одговори соодветствуваат со точните одговори. Однос на првото прашање, течностите течат затоа што според корпускуларната теорија частичките во течна агрегатна состојба можат да се движат и да преминуваат едни преку други, додека частичките во цврста агрегатна состојба се збиени едни до други и само вибрираат во место. А по однос на второто прашање, кога ги загреваме цврстите супстанци, тие добиваат енергија, почнуваат да се оддалечуваат едни од други и почнуваат да се движат и преминуваат во течна агрегатна состојба. Отприлика вака би требало да бидат твоите одговори однос на претходните две прашања. Следната видеолекција е промени на агрегатните состојби од темата агрегатни состојби на материјата. До тогаш, мејте ги рацете, одржувајте социјална дистанца и носете маска. До следното видео, поздрав!